Пред почетокот на секоја година, сите ние имаме желби и очекувања. Да добиеме поголема плата, да се купиме нов автомобил или нов дом, посакуваме љубов и здравје. Врз основа на нашите желби се формираат и нашите очекувања. Кога тие нема да се реализираат, ние се разочаруваме. Денес во приказна ќе се обидеме да ја пресретнеме релацијата очекувања-разочарувања со цел да донесеме некои поуки и за вас и за нас. Добре дојдовте во приказна. Иџе е символ за успех, брзина и истрајност. Тој е асоциација за победи и подиуми. Но оваа приказна не е за медалите, туку за патот меѓу очекуваното и разочарувањата. Ова е приказна за тоа кога очекувањата не се победа, а разочарувањата се мотор. Иџе е синоним за победа на сите тркачки патеки каде и да се појави. И навистина тој притисок станува се поголем и поголем после секоја трка. Како индивидуален спортист, теретот е многу поголем кој што го носите. Во екипните спортови можеби луѓето го делат поразот и некако полесно поминуваат ни сето тоа. Како индивидуален спортист кој што зависи, ајде да кажам, све од вас, навистина тој терет е многу голем. Понекогаш и толку голем што едноставно сакате да се изолирате од све што ве обкружува, сакате сам да ги скротите мислите, да знаете, да увидите каде сте погрешиле, да видите што е проблемот, што не функционира или што сте направиле нешто погрешно, да не може да го направите резултатот кој што сте го очекувале. Од надвор изгледа како секоја трка да мора да завршува со победа. Сите го очекуваат тоа од Иџе. И јавноста, и колегите, па дури и организаторите. Ова силно влијае на одговорноста која како шампион ја носи. Покрај сите оние победи 25 години кариера во мојот свет на автомобилизмот, навистина теретот кој е постигнат, кој што го носам после секоја измината сезона и сите оние победи поминати на тие тркачки патеки, навистина очекувањата се доста високи. Не само од луѓето кои што ме гледаат, не само од мојот тим, туку и од самите организатори и од главните луѓе на ФИА. Ова е брз спорт кој не трпи импровизации, па дури и кога имате неочекувани ситуации, мора брзо да се реагира. Навистина е динамичен и тежок спорт. Имаме 12 трки во рок од 6 месеци кои што треба да ги обавиме. Имате трки кои што буквално се недела по недела и доколку имате проблем со автомобилот, треба брзо да реагирате за да се надминат сите тие проблеми и да може да настапите на следните трки. Зад секој трофеј стојат и моменти кога очекувањата биле поголеми од резултатот, кога разочарувањето било само навидум тивко. Нормално, како еден професионален спортист кој што 25 години активно се бави со овој спорт, навистина е тешко да се каже дека секогаш било како подмачкано, ајде да кажам, и дека секогаш било во ред. Знаете како изминати се 200 трки во мојата кариера и секоја трка е своја приказна. Имало моменти каде што навистина сум бил безпомошен, не сум можел да се снајдам во ниедна моја ситуација, онака како што знам, нити можел да ми помогне тимот во одредена ситуација, додека се во автомобилот мора да ги решите, работите сам, онака како што вие умеете и знаете. Но за моја среќа секогаш тој притисок и таа мисла траела многу кратко. Благодарение на луѓето околу мене, на мојот тим кои што знаат секогаш како да се постават во моменти и во ситуација кога сум психички, ајде да кажам, спортски, психички некако оптеретен. И благодарение на нив и на луѓето околу мене, тие моменти знам да ги пребродам и да ги истрпам онака како што треба и да се вратам со победнички мод на следните натпреварувања. Секоја сезона почнува со голем оптимизам. Секоја сезона е малте не иста, можам да кажам. Најавите пред сезона секогаш се оптимистички,
И навистина и тоа дава дополнителен притисок, бидејќи како трикратен европски шампион, очекувањата на сите околу вас, на спонзорите, на луѓето околу вас се на високо ниво поставени и нормално е да и вие се поставите така и према конкуренцијата и према пристапот на пред секоја сезона. Така да морам да кажам дека тој притисок е се поголем. Секоја трка дефинитивно. Но потоа следат силни предизвици. Сум имал ситуации каде што сум имал стравични излетувања од патеката, каде што фала му на Бога, сум останал неповреден од тие излетувања, но имало и ситуации каде што сум бил безпомошен во однос на сезона, каде што останувате без пари на самата сезона, имате премногу дефекти и удари од конкуренти кои што ви нанесуваат дополнителни тежини и од финансиски аспект, и од психички аспект, и од секој можен аспект, каде што навистина е тешко да се изборите. Тоа би одвоил едно од најтешките мои сезони 2016 година, кога беше прелиминарна сезона, дали воопшто ќе продолжам да се надпреварувам или ќе застане мојата кариера. Една тешка сезона, но можеби од таа беше сезона каде што научив многу и дефинитивно е врежан момент каде што секоја сезона ме потсетува дека и невозможното со напор и со работа, со верба може да го надминете. Разочарувањето не се гледа на подиумот. Тоа се случува под кацигата. Кацигата сокрива многу работи и дефинитивно кога ќе ставам кацигата, тоа е некој друг свет каде што влегувам во еден друг, ајде да кажам, свет кој што не можам да го објаснам, не можам да го доловам. Таму сум и престрашен, и најсмирен, и најудобен, но сето тоа останува само за мене. Луѓето не може да го доловат тој момент. Сите имаме очекувања. Сите доживуваме разочарувања, но приказната продолжува само кај оние што не застануваат. Со тек на годините многу побрзо се враќам и тоа е една од моите одлики како еден врвен спортист и еден од најдобрите во овој шампионат. И луѓето околу мене знаат дека тоа може да го изменаџирам на еден поинаков начин во однос на моите конкуренти. Дури после онакви удеси кои што се тешки, кои што кај моите конкуренти ги остава по неколку месеци пауза од надпреварувањата, кај мене тоа не функционира и за моја среќа многу малце траат тие такви моменти. Напротив, тоа ми дава мотив да бидам уште подготвен одма за наредното надпреварување, за следните надпреварувања и дефинитивно јас сум човек кој што сака предизвици и сака да ги надмине и дури најтешките моменти и да после тоа направи сериозни резултати на наредните трки. Низ годините научил како да се справува и како да управува со разочарувањата. Не е неуспех кога не си прв. Неуспех е кога ќе престанеш да се обидуваш. Период на период знам да се справам со тоа, иако станува се поголем и поголем. Можеби луѓето не го гледаат сето тоа, можеби дел од мојот тим исто не го осеќа тоа, но морам да кажам дека некако на плеките после секоја сезона станува се поголем и поголем и притисокот и очекувањата. И навистина во текот на мојата кариера најдов начин како да се справувам со тоа, но секоја година е нов предизвик. Секој од нас се разочарал најмалку еднаш во својот живот. Се разочаруваме кога нема да ни се оствари нешто што посакуваме, кога другите не го исполнуваат тоа што ние го очекуваме од нив, кога луѓето кои ги вреднуваме, ги сакаме, почитуваме, не се однесуваат така како што ние очекуваме. Ете баш затоа разочарувањето и најчесто ни се случува во другите луѓе и тоа токму од оние на кои самите сме им креирале доволно простор во нашите животи. Реализираните надежи и планови, постигнатите стремежи ни носат силно чувство на задоволство. Но мора да признаеме дека многу наши сништа и очекувања не испаѓаат онака како што сакаме или како што сме ги планирале. Кога разочарувањата во животот се повторуваат, тоа може да предизвика да бидеме огорчени на себе си, па дури и на другите. Очекувањето е верување или надеж во нешто што сакаме да се случи или да се постигне во иднина.
Очекувањето е визија или план за нашата блиска или подалечна иднина. Очекувањата се природен психолошки механизам, затоа што мозокот постојано предвидува, но тоа што точно очекуваме, ние го учиме од средината. Во различни култури и услови се формираат различни очекувања. Например, во општества каде се вреднува самостојност, се очекува рана независност, додека во балканскиот контекст е нормализирана одложената сепарација. Очекувањата, желбите и плановите за нашата иднина неопходно е да бидат базирани на нашите искуства, информации или предвидувања. Тие може да се однесуваат на различни аспекти од нашите животи, од работа до обуки, образование, вештини и знаење, а секако не се исклучени ни односите во љубовта и семејството, здравието и други животни аспекти. Очекувањата најчесто се базираат на претходни искуства и на тоа што досега не функционирало. Еден човек, да речеме пример, кога еден човек долго време лесно наоѓал работа, очекува и следната промена да оди исто. Се додека реалноста не покаже нешто спротивно. Тогаш станува јасно дека очекувањето било искуствено и се соочува во тој момент со судир со реалноста. Очекувањата можат силно да влијаат врз нашата мотивација, како и врз одлуките кои потоа ги носиме. Очекувањата може да бидат реалистични, но може да бидат и нереални. И едната и другата опција може да не доведат до разочарување. Секако сето ова има ефекти врз нашата емоционална состојба. Сценаријата, исто како и предрасудите, ни помагаат да ја комплетираме сликата кога немаме доволно информации. Проблемот се јавува кога нашето сценарио ние го доживуваме како факт, а реалноста не соочува можеби со нешто поинакво. Очекувањата мотивираат кога се реални и кога се флексибилни. Еден од начините да ги менаџираме нашите очекувања е да се фокусираме на реалноста и потребите на другите, да развиваме разбирања и да бидеме отворени за различностите. Да разбереме дека перфектните слики и видеа кои ѕиркаат наметливо од социјалните мрежи се повеќе филм од реалност. Да сватиме дека супер мајка со кариера, време за вежбање, совршен изглед, совршено чист дом и совршена комуникација се само идеали, кои во животот скоро и да не се случуваат. Очекувањата од семејството кон една индивидуа може да бидат особено проблематични доколку се во конфликт со меѓугенерацијските и традиционални норми. Доколку едно семејство очекува од еден млад човек да го заврши факултетот, да има академско образование и потоа да стапи во брак, а тоа не се случува, носи во себе една доза на разочарување кај родителите и особено нарушувањето на тие очекувања може да доведе и до некои посериозни нарушувања во комуникацијата помеѓу родителите и децата. Со денешното брзо темпо на живот се чини дека колку повеќе се обидуваме да држиме чекор, толку повеќе заостануваме. Барањата во поглед на нашето време и енергија може да бидат непопустливи и кога не успеваме да го направиме она што сме го планирале, склони сме да се нафрлиме врз себе си. Дури би можеле да почнеме да се чувствуваме како да сме ги разочарале другите. Детството и семејната динамика имаат клучна улога во формирањето на очекувањата на една личност, затоа што детството е првиот контекст во кој што една личност ја гради сликата за себе, очекувањата од другите, релации кои што се воспоставуваат во иднина и што е нашата вредност слика за себе. Детството, кога поминува во една поддржувачка атмосфера, емоционална поддршка, тогаш родителите влијаат да децата прераснат во една возрастна личност која што има реални и флексибилни очекувања од другите. Доколку детето расте во една осудувачка, критизирачка средина, тогаш тоа има поголеми шанси да прерасне во личност каде што ќе имаме многу лабави граници, каде што ќе имаме можност да тоа дете не се прилагодува толку лесно на очекувањата своји и на другите лица. Кај очекувањата многу е важно да поставиме граница помеѓу надежите и реалните случувања. Што се случува психолошки кога сме разочарани? Што всушност не боли во тие мигови? Што се случува? Се случува кога се разочаруваме, уствари,
технички многу едноставно нешто се случува, она што сме го замислиле не ни се исполнува. Меѓутоа, што не боли ситуацијата сама по себе, бидејќи секоја ситуација сама по себе е неутрална. Не боли тоа што ние го мислиме за ситуацијата и чувствата што нашите мисли ги предизвикуваат. Значи, ако ние за таа ситуација во која нашите очекувања не се исполнети и сме разочарани, ако ние мислиме дека е ужасно, дека е страшно, ако почнеме да катастрофизираме, тоа боли ужасно многу. Меѓутоа, ако кажеме, окей, ова е само составен дел од моето растење, составен дел од животот, и ова ќе помине, тогаш ништо не е толку страшно и болката е многу помала. Значи, мислите не болат. Сакате да кажете дека разочарувањето понекогаш може да биде и убава поука? Да, секако. И секогаш е. Зошто? Затоа што ние луѓето растеме, некога сме во комфортна зона. Кога нам ни е убаво, удобно, кога се функционира, нема разочарување, има радост, има веселби, и тоа е прекрасно и убаво е да имаме што повеќе такви моменти во животот, меѓутоа ние тука не растеме. Зошто? Затоа што тука мораме да смислиме, чекај сега, што направив погрешно, морам да размислам, да се вратам неколку чекори наназад. Каде погрешив? Како можам поинаку? Во следниот обид, што треба да сменам? И тоа е точката на наше растење, всушност. Ги споменавте очекувањата, па би сакала да прашам колку сме реални кога ги правиме тие очекувања. Дали понекогаш еуфоријата не понесува обично за празници, за нова година, за роден ден, па си правиме проекции кои што се нереални и на крајот следи разочарувањето. Да. Колку се реални очекувањата зависи од личноста. Колку е личноста повозрасна, ама не календарски, ментално. Колку е психолошки позрела, помали се можностите за разочарување. Зошто? Затоа што процената е посоодветна. Ако ние направиме соодветна процена, ако она што го очекуваме, го базираме на сознанија, на аргументи, на лични искуства, тогаш можностите за разочарување се многу помали. Можностите за разочарување се големи ако очекувањето го темелиме на желби. И затоа, нели, околу Нова година, кога правиме сумирања, или родендени, или некакви други моменти од нашиот живот, годишници некакви од брак или од работа, убави се тие моменти за да направиме сумирање, бидејќи така некако имаме чувство дека ние си го држиме нашиот живот во контрола. Освен што се разочаруваме од плановите кога ни се реализираат, се разочаруваме и од луѓето, бидејќи од нив имаме одредени очекувања, особено од оние кои што се дел од нашето најблиско обкружување, па дури и од нашите партнери или партнерки. Секако. Зошто тие разочарувања ни се случуваат? Зошто понекогаш сакаме да не прифатиме дека некоја личност има одредени карактеристики кои не се според нашите очекувања и дека тоа нема да се смени, например? Тоа зависи од нашиот ум колку е флексибилен, инаку разочарувањето може да дојде од секого и од сите страни. Најголемо е по правило ако доаѓа од најблиските. Дали се тоа партнер, дали се наши родители, дали се нашите деца. Во секој случај е најголемо кога доаѓа од нив. Зошто е тоа така? Затоа што честопати ние ги идеализираме. Па си замислуваме, па сега ќе биде вака, па сега ќе биде вака, па сега не знам, ќе дојдам дома, банални некој, ќе се искористам со банални ситуации, не знам. Па кога ќе дојдам, не знам, од пат, па ќе ме пречека сопругот, ќе ми изготви ова или ќе ми изготви ова, ќе дојдеме дома, нема ништо од тоа. Зошто? Затоа што ние сме идеализирале, сме се замислиле како сакаме да бидеме пречекани од нашиот партнер во случај, инаку може да биде било кој. Што е многу важно? Многу е важно да не ги идеализираме луѓето. Без разлика колку ни се блиски, колку ги сакаме и колку не сакаат. Може да ни го дадат само тоа што го поседуваат. Ако го немаат како особина, како знаење, како вештина, како карактер, ако не поседуваат одредени црти, не може да ни го дадат. И нашите партнери се разочарани од нас. Нели? Така, може да ми каже, не знам, да му се текне на мојот партнер, да му ја испеам, не знам сега, Ени Ленокс.
Па јас ни случајно не можам да испеам ни Ленокс. Значи, разочарувањата зависат од нашите очекувања. Ако јас од моите најблиски или од колеги или од останати го очекувам тоа што тие можат да ми го дадат согласно со нивните карактеристики, веројатноста да избегнам разочарување е голема. Ако го барам тоа што може да ми го дадат. И ако така практикуваме, а јас се обидувам така да се однесувам со луѓето, многу ми е убаво. Нема разочарување, нема фрустрации, нема конфликти, нема кавги. Би сакала да ја споменам работната средина и тамо се случуваат разочарувања, обично кога нема да се исполнат повторно некои очекувања, дали се врзани за плата, дали се врзани за некаква промоција, и тогаш често пати одиме и против себе, иако сметаме дека тоа ни пречи, не тишти, не фрустрира, но не сакаме да го признаеме и не сакаме да го прифатиме со цел здраворазумски да видиме како да го разрешиме тоа разочарување. Природно е луѓето да имаме очекување. Особено годиниве наназад, да кажам, модерното живење, дел од нашиот идентитет, дел од личностниот идентитет е и професијата. И затоа голем дел од очекувањата ги врзуваме за професијата. Меѓутоа, ако не сме реалистични, можеби ние сме замислиле дека до крајот на годината треба да добиеме покачување на плата. Ако не стаса тоа покачување, ние сме разочарани. Зошто? Па не сме го провериле во реалноста. Не сме разговарале со претпоставените или немаме добар увид дали компанијата во која работиме создава доволно за да добиеме покачување. Или можеби не сме реалистични колку ние сме придонеле во таа компанија и дали сме го за тоа покачување, дали сме го заслужиле. Така што природно е да имаме очекувања професионални, меѓутоа здраво е тие очекувања да ги провериме прво со себе, каде сум јас во приказната, што јас направив добро, што не направив во оваа година, како се однесував, што пружив, каде сгрешив и така натаму. Потоа, да го погледнеме и целиот контекст. Компанијата расте или има проблем сега, нели, во услови на економска криза, многу компании имаат проблем и да најдат клиенти и да остварат последниве години остваруваат реално многу помалку. Генерално зборувам, секако има различни приказни. Меѓутоа, треба да го погледнеме и контекстот, каква е ситуацијата во компанијата. И повторно се сведува на тоа. Дали ќе се разочараме од компанијата или нема да се разочараме, зависи од нашиот ум, од нашите мисли и од нашата зрелост, да ја сместиме, да го сместиме нашето очекување во контекст. Би сакала да го опфатиме и оној дел од семејствата кога вообичаено родителите очекуваат прават некакви прогнози, планови за нивните деца и на некој начин ги излеваат можеби нивните нереализирани очекувања. Имаме разочарување на двете страни, и кај децата и кај родителите. Што е мудро во такви ситуации? Што ние сме замислиле? Често, и еви јас сум родител, имаме одредени замисли за нашите деца. Нели, сакаме, не знам, да завршат факултет, не знам, да магистрираат, сакаме да научат еден јазик, сакаме да научат втори јазик, сакаме да спортуваат, сакаме да изгледаат на одреден начин, сакаме да научат да сакаат, сакаме да се спонтани, сакаме да се убави, сакаме да се нежни. Значи, ние имаме многу очекувања од нашите деца. Дел од тие очекувања се резултат понекогаш, внимавам, бирам зборови за да некој да не се почувствува повреден, понекогаш се последица на наши нереализирани желби или уште повеќе фрустрации. Ако јас не сум завршила факултет, очекувањето моето дете да заврши факултет и мора да заврши и ниедно друго сценарио да не е прифатливо, ме фрустрира мене и секако го фрустрира детето. Не би требало да заборавиме како родители дека ние ги носиме децата на овој свет, нели нашата улога е да им дадеме корени и да им дадеме крила. Кој пат ќе го одберат? Самите одлучуваат. И ако ги обремениме со нашите очекувања,
може би ќе ги исполнат за да не задоволат. Но дали е нивната мисија во животот нас да не направат среќни или самите да се чувствуваат среќни? Затоа е убаво да одберат што сакаат. Ние сме тука за поддршка на различни начини. Но изборот да биде на нив. Во контекст на ова би сакала да го опфатиме она што на некој начин е норматив на општеството. До одредена возраст треба да направиш нешто. Што се случува кога во таа одредена возраст ние нема да го направиме? Се случува разочарување и кај нас, можеби и кај тие околу нас. Што во такви ситуации? И се случува, да, се случува фрустрација, различни емоции, тага, се случува страв, во сликата за себе интегрираме јас не сум окей или не ме бива. Многу е често тоа и многу е често поврзано од очекувањето на личноста сама од себе, меѓутоа и од околината, од средината во која што општи. Нели, ако сите околу завршиле факултет, личноста не завршила, тука доаѓа до проблем. Лоша слика за себе, јас не сум окей, мене не ме бива, за ништо не вредам и тука имаме едно обезвреднување, катастрофизирање и тоа е сигурен начин личноста да се чувствува лоша. Што во тие ситуации? Секако дека има нешто што може да направиме. Прво е важно да на некој начин го нормализираме пристапот кон она што ни се случува. Тоа би значило од некакви екстремни категоризации да го доведеме на некои понеутрални и да кажеме окей, тоа што не заврши факултет, не ми се допаѓа, не се чувствувам добро, ама не е крај на свет. Некој е создаден да биде фудбалер. Некој е создаден да биде, не знам, балерина. Не се сите за лекари, адвокати и така натаму. Значи, да го нормализираме и да кажеме, добро, во ред, не заврши факултет. Се чувствувам лошо заради тоа, но тоа не значи дека сум јас безвреден. Затоа сум можеби добар во, не знам, во приготвување на храна, така? Можеби сум добар во одгледување на цвеќиња и така натаму. Секој од нас е добар во нешто и во нешто не е добар. Зорана Антовска е дел од генерацијата млади луѓе кои знаат што значи посветеност, но и храброст да се излезе од однапред нацртаните рамки. Во академската 2021-2022 година дипломира на Правниот факултет Јустинијан I со висок просек од 9,76, со што се вбројува меѓу најдобрите студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методиј. Своето образование го надградува со магистерски студии во областа на меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија. Денес е демонстратор на Правниот факултет на катедрата по политички науки, а од неодамна започнува и ново професионално поглавје – новинарството. За приказ на Зорана отворено зборува за тоа како успеала да ги преобликува своите очекувања без да се изгуби во наметнатите општествени норми и туги дефиниции за успех. Таа идеја тежи многу. Барем во мојот случај, тежеше многу затоа што секогаш во животот ги делиме луѓето на поголеми индивидуалисти и на луѓе кои што се навикнати да живеат, нели, екстроверти, кои што сакаат да го делат своето секојдневие со други луѓе. И она кое што го разбрав од мојот личен пример беше дека колку повеќе го делиме секојдневието со луѓе, првото наметнување доаѓа нормално од страна и на останатите луѓе на нашиот најблизок круг. И многу е тешко да се одвоиме и да застанеме и да си речеме кои се навистина нашите замисли, идеи за, нели, каде се гледаме самите себе и кои се нашите лични очекувања. Така што многу е тешко да си кажеме дека едноставно нашиот план не е ист со планот и очекувањата на другите луѓе од нас. Она кое што се обидував да го сватам во
текот на целиот работен процес, меѓутоа и на некое себе издигнување, беше дека многу често приоритетите во животот ни се менуваат. Доколку сме размислувале дека оваа година ќе не биде конкретна цел одреден приоритет, тој приоритет многу лесно може да се промени. И токму затоа се обидував да не си поставувам рокови за идниот период. Верува дека секогаш постои причина зошто некои планови не се реализираат онака како што сме ги замислиле. Тие моменти, вели таа, не се пораз, туку можност за ново разбирање на себе и сопствените желби. Како јас се обидов да преидам преку самото разочарување, беше пред се да разберам дека работите кои што се случуваат не се секогаш по план. Супер е кога сакаме да имаме план каде се гледаме во животот и да имаме нашата, да имаме некоја наша цел и водилка каде сакаме да се видиме во иднина, меѓутоа што побрзо разбераме дека работите во животот многу често не одат по нашиот план, мислам дека е толку подобро за нас. Животот е исполнет со предизвици, особено во младоста, кога очекувањата се големи и лични и општествени. Но токму тогаш најголемите разочарувања можат да станат најсилната мотивација за раст и промена. Во животот многу често се соочуваме со разочарувања, и доста е интересно затоа што секој пат кога си велиме дека некое е најголемото разочарување во нашиот живот, всушност животот ни покажува дека никогаш тоа не можеме така да го класифицираме, затоа што се изненадуваме колку животот може да ни носи предизвици понатаму. Можеби моето најголемо разочарување како студент и како демонстратор на факултет беше дека очекувањето дека ќе напредувам можеби многу побрзо отколку тоа како е во реалноста. Меѓутоа, еве и поконкретен пример, не знам, баш пред скоро време требаше да реализирам студентска посета и пракса во Италија, меѓутоа ради некои причини сето тоа се откажа и морам да признам дека баш тие разочарувања од една страна беа и огромна лекција, меѓутоа и голема мотивација понатаму да се продолжи. Така што, може да кажам, некое разочарување од тоа дека во текот на изминатите години, за жал, системот наш не си има многу променето во однос на младите луѓе кои што сакаат да се градат овде. Зорана вели дека нејзината најважна животна лекција била да научи да биде реалистична кон светот, но и кон себе. Реалноста според неа не значи откажување од соништата, туку нивно подеднакво, пореално обликување. Мислам дека многу често си имам наметнувано нереални очекувања од сама себе, затоа што мислиш дека можеш својата реакција да ја контролираш секој пат и да контролираш кој ќе биде исходот од одредени ситуации. Меѓутоа, едноставно кога ќе си ги поставиш очекувањата многу високо и кога забораваш во какво општество живееш и со кое обкружување живееш, тие очекувања многу лесно се кршат. Така што најголемата лекција беше да бидам повеќе реалистична отколку оптимистична, да се мотивираме повторно да превземеме нешто и сепак да не се разочаруваме затоа што неуспехот во едно поле не значи неуспех и во се останато. И на крајот е превземањето на наша конкретна лична акција, како ние можеме тоа во иднина да го промениме. Можеби не можеме да ја смениме конкретната ситуација, меѓутоа можеме да промениме како ќе постапуваме ние. Нејзината приказна е потсетник дека успехот не секогаш следи права линија и дека понекогаш токму заобиколните патишта не носат таму каде што навистина припаѓаме. Во свет полн со очекувања, Зорана Антовска избра да го следи својот пат, со знаење, искреност и храброст да остане своја. Би рекла метафорично, строгоста кон себе, сомнежот во себе, па и тука ќе се надоврзат можеби и превисоките очекувања, се главни зарази или болести или вируси на не само на денешното време, тоа е
човечки, тоа од секогаш. Од каде доаѓа, веројатно е во човековата природа, да мозокот му служи за да преживее, да се справи со, со опасности, со се што има наоколу, но и многу често тоа доаѓа од детството и од нашето воспитување. И што се случува? Луѓето со себе ја носат таа преголема строгост кон себе, што во некои ситуации доаѓа до она што го нарекуваме перфекционизам. И перфекционизам не е желба за квалитет и за што подобро, туку е постојана внатрешна строгост кон себе и незадоволство од се што е направено, дека мора уште подобро, може уште подобро. И се случува до тоа да луѓето ја губат радоста. Ја губат радоста од она што го постигнале. Не чувствуваат дека напредуваат или дека направиле нешто повеќе. Строгоста кон себе се одразува преку внатрешен глас со кој што си зборуваме или преку чувства, емоции, преку кој што ние си велиме не, ова нема да го направиш, не, ова не е за тебе, не смееш ова. На различни начини тоа го манифестираме и многу често не го ни забележуваме. Тие нереални очекувања нас не водат кон незадоволство, исцрпеност и кај некои луѓе може да се случи да се откажат, да дигнат раце, не можам јас ова никогаш да го стигнам. Особено нереални очекувања и некои идеали кои што не можат да се стигнат, се наметнуваат на жената. Постојано имаме нереални очекувања, нели, како ние треба да изгледаме, што е убавина, што не е убавина. Постојано нашето тело нешто некаде не е добро, не е совршено, нешто не е во тренд, сега треба вака, сега треба онака. Просто огромен број индустрии живеат од тие нереални очекувања и незадоволството на жената од себе, за да можат да продаваат производи за зголемување на тоа задоволство. Значи, како да дојдеме до пореални очекувања, да научиме да се запознаваме себе си, што сакам, кои се моите интереси, кои се моите желби, кои се моите квалитети, во што сум добар или добра, не морам да сум ист како сите други. И напуштањето на одредена фирма, организација или заедница не е ништо страшно. И често знам да им кажам на луѓе кога работиме во тимови, во компании, или ќе се помирите, ќе прифатите тоа, или ќе менувате, или ќе си одите. Тие три излези ги гледам. Така што некогаш и не е страшно ако сме ги исцрпеле сите пристапи, сите начини други, да сватиме дека не се поклопуваме веќе со таа организација и нема тука ништо страшно ни за организацијата, ни за особата. Огромно е влијанието, просто не сме ни свесни, како што рибата не е свесна дека плива во океан, или не е свесна за океанот, за водата, за морето околу неа. Така и ние, општествените норми, кои што веројатно не се никаде ни запишани, се пренесуваат низ генерации, некои од нив се цврсти и непроменливи, некои се моделираат, многу влијаат на она што ние го креираме како очекувања од себе. И тие очекувања ги градиме, реков уште од мали нозе, слушаме околу нас и просто ги поврзуваме со нашата вредност. Ако го остварам ова, ќе вредам. Ако го остварам ова, ќе бидам човек, ќе бидам вистинска жена или ќе бидам реализирана личност. Тоа се најчесто нечии туги очекувања. Па и тие зеле нечии туги очекувања и така тоа се пренесува скалесто. Убаво би било да учиме од работите кои што се случиле или не се случиле, да ги подесуваме своите очекувања, да видиме, да ни бидат мотивација, ако не се случило сега, може ќе се случи во иднина или на друг начин да му пристапам на ова. Важно е да ги одвоиме ситуациите, случките, нештата од нас лично. Ако нешто не успее, не значи дека јас не чинам, не сум успешен, успешна или не ме бива за тоа. Туку може нешто друго треба да се направи, друго да очекувам, поинаку да пристапам од друга страна. Читање, истражување, осознавање на себе, која сум јас како личност, како размислувам, како носам одлуки,
како ја перцепирам реалноста, како таа влијае на мене или јас влијам на неа, да разговарам со луѓе, да барам фидбек за себе, за некои своји постапки, како беше ова, кажи ми како ова го правам, што би ми препорачале и така натаму. И она општото што секогаш го велам, што и работам со луѓето, личен и професионален развој, да се работи на развојот. Можат луѓето да проценат каде се и зошто се во одреден момент во својата кариера или во одредена организација. Има луѓе што се задоволни или што одат кон тоа да бидат се позадоволни во својата работа, има луѓе кои што се незадоволни и инерцијата ги носи или чекаат. Нема еден рецепт за сите. Јас би рекла, најдобра е анализа, проактивност, разговор, да се поразговара, да се каже. Многу често е случајот да луѓе, особено жените повеќе, работат, прават, тоа не го покажуваат, соопштуваат и очекуваат да бидат видени, да бидат унапредени, пофалени, и ако не бидат, после се разочаруваат. Значи, тука се барам малку по-голема проактивност да кажеме, да се појавиме, да кажеме што се можам, што сакам, да се понудиме во некој проект пред да не прашаат или да ни дадат некоја задача. Во други случаи би рекла дека треба и трпение. Разочарувањето е емоција. Помалку пријатно или непријатно чувство, но исто така корисно. Очекувајќи совршено прав пат кон некоја цел, наидуваме на кривини или препреки. Сите типови на очекувања носат одредена доза на разочарување, особено ако се базирани на нереални и некомуницирани очекувања. Било да се кон себе, било да се кон семејството, било да се во општеството. Очекувањата кон себе се можеби најпроблематични затоа што се базирани на перфекционизам, на лични стандарди и очекувања кои што една особа треба да ги постави, да ги има. Како, например, една млада девојка може да цели да биде успешна балерина или еден млад дечко да биде успешен, познат фудбалер, кои што не се базирани на нивните лични капацитети и околности. Тоа, ако потврли во нели тие исполнувања, може да доведе до чувство на вина, на анксиозност, понекогаш професионално согорување. Што се однесува до општеството и до семејството, тие очекувања можат исто така да предизвикаат одредена горчина, лутина, доколку семејството очекува од една личност да ги исполнува особено традиционалните норми и тие семени улоги кои што треба да ги имаат децата во општеството, а не се прилагодени со индивидуалните потреби на личноста, понекогаш се во еден конфликт. Надевајќи се на успех, скоро сосема сигурни дека правиме баш како што би требало, сите ние различно реагираме на разочарување. Последица на разочарувањето е бес. Сум очекувал, не сум добил она што сум посакувал. Разочарувањето е емоција, помалку пријатно или непријатно чувство, но исто така корисно. Настанува оној момент кога ќе сватиме или увидиме дека нашите очекувања не се реални, дека во реалноста се случува нешто друго. Разочарувањето боли заради тоа што не губиме само однос или ситуација, туку и замислата која имаме поврзана со очекувањата. Болката доаѓа од судирот меѓу очекуваното и реалното. Разочарувањето е незадоволство, што е само потврда дека целите кои што сме ги поставиле и желбите чиј исход не бил онаков каков што сме очекувале и замислувале. Разочарувањето произлегува од неусогласеноста на реалноста со нашите очекувања. Разочарувањето ни доаѓа кога очекувањето не е усогласено со реалноста и бараме нешто што во тој момент не може да се добие. Тоа не значи дека желбата е погрешна, туку можеби времето, контекстот или капацитетот не се соодветни. Например, искуство од пракса имам кај однос родител-дете, зборуваме за возрастна особа веќе која што е детето, ако го наречеме. Разочарувањето се јавува кога овој возрастен човек очекува дека неговиот родител ќе му даде нешто кое што требало да се случи многу порано.
а што сега објективно не е возможно и не припаѓа на таа развојна фаза, не припаѓа на тој однос во дадениот момент. И тука повторно се враќаме на нереално поставени очекувања кои предизвикуваат незадоволство и конфликт во релацијата. Некои луѓе се повлекуваат во себе, се обидуваат да се ослободат од непријатните емоции и на тој начин да го совладаат разочарувањето. Некои стануваат бучни и агресивни. Ова се случува дури и во партнерските релации. Во љубовните односи, разочарувањата можат да бидат тивок саботер затоа што најчесто не се добро искомуницирани, затоа што се базирани на минати претпоставки или минати искуства или на научени модели на однесување. Она што е клучно е да се изразуваат очекувањата од партнерот, да тие свесно бидат искажани, да може партнерот да ги разбере тие очекувања и нормално да бидат флексибилни во смисла дека не треба да очекуваме дека партнерот секогаш треба да подразбира што ние сакаме да му кажеме, што од него очекуваме да направи, дека партнерот не е тој кој што наученото однесување од нашите родители треба да го преслика и во нашиот однос, затоа што реалноста ако не се совпаѓа со таа на наша внатрешна слика за тоа како партнерот треба да се однесува, тогаш доаѓа до лутина, тогаш доаѓа до емоционално дистанцирање, разделување, често пати и разводи. Секако, она што е најважно, она што е најсуштинско во нашиот однос со партнерот, треба да го слушнаме и од неговата јас порака, нели? И тогаш нема да биде едноставна листа на задачи за тоа што јас очекувам он да заврши кога ќе се врати од работа, или како треба да се однесува во семејството кога ќе биде викенд и како треба, нели, да заедно ги одгледуваме децата, туку едноставно кога јас би му пристапила дека имам потреба од емоционална поддршка за повеќе време заедничко поминување за време на викендите сами или тоа дека нели тој треба да посветува повеќе внимание на децата, тогаш тоа се моите потреби, тој може да ги разбере и соодветно да одговори. Соочени со разочарување се појавуваат емоции поврзани со тага, страв, гнев или фрустрација. Важно е да научиме да ги идентификуваме, да ги искусиме сите емоции, но и да ги управуваме и да ги регулираме на здрав начин. Тоа е единствениот начин да не станат хронични или да се свртат против нас. Понекогаш неопходно е да си дадеме простор за плачење и ослободување на гневот што се случил пред неочекуваната состојба. Проблемот настанува тогаш кога имаме несовпаѓање помеѓу сопствените очекувања и реалноста. Тоа значи дека една личност која што очекувала другите несебично да се даваат во нивниот однос, а доколку не го доживее тоа, тогаш имаме чувство дека на другите не име грижа за нас, дека другите не се посветени на нашиот однос, а всушност само другите не го можеби покажале на вистинскиот начин. Затоа комуницирањето во односите е секогаш клучно и многу важно да знаеме што да очекуваме од партнерот или, не знам, другите колегите, пријателите, семејството, за и тие да ги кажат своите очекувања од нашиот однос, како би нашле еден заеднички јазик. Треба да сме свесни дека емоциите се дел од нас, со самото тоа и дел на секој наш ден, па и живот. Не можеме да ги игнорираме, ниту да ги скриеме. Би требало да научиме како да ги контролираме. Емоциите ни се алатка во животот, а не оружје кое не остава безпомошни. Исто така, мора да ги вербализираме своите чувства пред доверлива личност и доколку е потребно со лицето кое го сторило прекршокот за да ги разбере нашите емоции. Промолчените очекувања често знаат да бидат извор на разочарување. Секако дека тие треба да бидат во мала доза зачувани за себе, меѓутоа не можеме да очекуваме дека луѓето треба да ги читаат нашите мисли и да знаат што ние размислуваме за нашиот однос.
Очекувањата се нешто кое што е неизбежен дел од нашиот живот. Секогаш ќе ги имаме во било кој сегмент од нашето живење. Било да е од собствените очекувања, од очекувањата од нашите деца, од нашите колеги или предпоставени. Секако најважно е тие да бидат реално формирани, да бидат базирани на лични капацитети или капацитети и околности кои што ги гледаме дека другиот ги поседува. Она што е исто така многу важно е отворената комуникација со луѓето со кои што стапуваме во контакт, затоа што искажувајќи ги нашите очекувања, многу лесно е тие да бидат остварени и да бидат пронајдени како заедничка почетна точка за една идна соработка, било тоа да се нашите колеги, нашите предпоставени. Така што мојата порака е дека да, очекувањата се здрава навика, која што сите ние ја имаме, ја градиме уште од најмало детство, меѓутоа тие да бидат флексибилни, да исто така бидат променливи во смисла дека не треба да бидеме ригидни и фиксирани за одредени очекувања, ако општеството налага или па средината, околината, дека тие можат да се променат. Разочарувањата не се лоши, тие се само емоции кои ќе поминат, а се последица на одредени очекувања. Разочарувањата се емоција која треба да ни даде поука за понатамошни вложувања и залагања. Разочарувањето навистина може да не зајакне. Кога доживуваме негативни емоции, стануваме подсврсти бидејќи учиме како да се носиме со своите чувства. Стануваме потпорни на несреќите во животот. Нереално е да очекуваме дека еден ден ќе ни се појави принц на бел конј или принцеза која е совршена. Нереално е да не пресретне вреќа полна пари која нема собственик или пак да врнат пари од небо. Затоа очекувањата треба да се планираат внимателно и одговорно. Совршениот партнер или партнерка постојат, само нема да дојава на бел конј или нема да биде принцеза. Неопходно е внимателно да гледате и слушате додека го одбирате вашиот партнер или партнерка. Успехот, парите и богатството не се недостижни и невозможни. Потребно е да знаете по кој пат треба да се оди за да стигнете до нив. Сигурно бараат и многу труд, време и жртви. Потребно е да научиме да најдеме задоволство во она што сме постигнале. Понекогаш тоа може да бидат и мали работи, ручек со нашите блиски, театарска представа или едноставна прошетка. Животот на секој од нас е круг. Има убави и среќни, но и тажни и непосакувани епизоди. И секоја од нив поминува и носи и емоции и поуки. Кога доживуваме негативни емоции, стануваме посилни, затоа што учиме да ги прифаќаме и носиме нашите чувства и емоции. Приказната за релацијата очекувања-разочарувања е емотивна, искрена и човечка приказна за тоа како нашите замисли за животот често не се совпагаат со реалноста и како сепак сите ние растеме, учиме и продолжуваме со нови очекувања, планови и желби. Планирајте мудро, не бидете перфекционисти, затоа што животот е полн со различни епизоди, а сите тие не носат до нови поуки, секогаш без исклучок. Убави празници!